30 години. Организација на жените на општина Свети Николе. Кога помислувам на Организацијата на жени од Свети Николе, помислувам прво на Вера Златева, пивка, добра и силна жена, првата председателка. Помислувам на нивната иницијатива за законска регулација на раното откривање и борбата со ракот на грлото на матката, цервикален канцер. Таа иницијатива ќе ја започна, потоа им се придружи една група жени од невладини организации, потоа им се придружи целото македонско женско лоби, како една широка мрежа во Македонија, потоа ја изнесоа оваа иницијатива на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Собранието на Република Македонија, тогаш јас се водев таа комисија, ние им дадовме поддршка, потоа следуваше борба натре во институциите. Јас како пратеничка предложив амандман за да се внесе во програмата за борба со малигни заболувања и програма за цервикален канцер. Имаше внатре институционална борба, лобирање и конечно тоа законски се регулира. Понатаму, со текот на времето, владата донесе и програма за ХПВ вакцини на млади девојки и жени и Македонија влезе во оние земји кои што имаат еден сериозен и одговорен третман на цервикалниот канцер. За оваа иницијатива е добиена и наградата Бисерна мудроста и со Вера Златева заедно бевме во Брисел 2010 година да ја добиеме наградата Бисерна мудроста, па во името на Организацијата на жени од Свети Николе, јас како председателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите од Собранието, наградата ја доби Министерството за здравство на Република Македонија, потоа Македонското женско лоби и невладината организација Студиорум како членка на ЕКА на Европската асоциација за борба со цервикален канцер и предлагач за оваа награда. Инаку, тој еден ден Македонија стана членка на Европската унија затоа што имавме чест да председаваме и со пленарна сесија во Европскиот парламент во Брисел. Се покажа дека со заедничка работа, надпартиски, меѓусекторски, може да се постигнат убави работи за Македонија и за македонските граѓани. Честитки за 30 години постоење на Организацијата на жени од Свети Николе. Честитки за сите постигнувања, посебно за законската регулација на раното откривање на ракот на грлото на матката. Тоа беше ваша иницијатива и да имате уште многу такви иницијативи, уште многу успешни акции заедно со сите жени од Македонија во интерес на жените од Македонија, во интерес на Македонија.